Добар ден за граѓаните на Штип. Добар ден за целиот Исток. Добар ден, Македонио. Не е случајна оваа подршка која што граѓаните на Штип ја даваат на премиерот и на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ со коалиционите партнери. Се сеќавате сите како живеевме во времето на транзицијата и посттранзициониот период. Се сеќавате како никој не бевме сигурни за својата иднина, бидејќи тогашните власти ни нудеа само празни ветувања и не сакаа да ни дадат одговор на прашањата кои што не заслужувале одговори. Се сеќавате како им беше на нашите сограѓани штипјани кога се затвараа фабриките Македонка, Алумина, Астиво, Метална, Црвена звезда и беа оставени на улицата илјадници граѓани од нашиот град и од овој регион. ВМРО-ДПМНЕ, преземајќи ја власта во 2006 година, знаеше дека мора да се преземат брзи и конкретни мерки за Штип и за околината, за целиот Исток. И со самите тие чекори да се крене економијата во источниот дел на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ продолжува со својата работа и ја отвори слободната економска зона, а со самото нејзино отварање се отворија 1500 нови работни места. 1500 нови работни места за нашите сограѓани и за луѓето од Источна Македонија. Во тек е изградбата и на втората фабрика во Тир зоната на германската фирма Technical Textiles со предвидени 600 нови работни места. Во завршна фаза е постапката и започеток на изградба на нова модерна клиничка болница во нашиот град. Болница која ќе ги обслужува не само граѓаните на Штип, туку целиот Исток. Најмодерна болница која што ќе биде изградена во Република Македонија. Потенцирајќи ја важноста на Штип, кој е централен град во источниот регион, започната е изградбата и на автопатот Миладиновци-Штип. Преку овој автопат, почитувани сограѓани, од Штип за Скопје ќе се патува за само 30 на минути. Ќе продолжи и ќе се доразвие и економијата која и тоа како ни е важна. Планирани се да се реализираат во 2016 и 2017 година експресниот пат Штип-Кочани, 2017 експресниот пат Штип-Радовиш, како и крак од делницата Крупиште-Пробиштип. Со тоа, почитувани сограѓани, Штип со браќајно ќе биде со сосема нови патни решенија на сите 4 страни околу него. Тоа го возможува владата на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од премиерот Никола Груевски. Добар ден за Штип. Добар ден за Источна Македонија. Добар ден за ВМРО-ДПМНЕ, најмоćната политичка сила во Македонија. Добар ден за премиерот и председател на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Никола Груевски. Почитувани граѓани, се собравме денес сите заедно да упатиме јасна и гласна порака на сите оние кои што сакаат да видат Македонија на колена, кои што сакаат да го видат народот понишен и исплашен, кои што сакаат да не видат без јасна визија и прогрес. Се собравме на сите нив да им кажеме дека тоа нема да се случи. Сакам од овој собир да упатам јасна порака, особено до неодговорните водачи на СДСМ, дека патот по кој што одбрале да одат, ниту нив, ниту Македонија не ја води напред. Дека тоа е пат кој што служи на туѓи интереси. Пат кој покрај проблемите што ги создава на Македонија, сепак на крај ќе ги однесе нив во заборав. Со последните бомби, почитувани,
за ситен политички ќар, свесно ги нарушуваат односите на Македонија со Кина, со една светска суперсила која се покажа на сите полиња во изминатите години како стратешки важен и доверлив партнер за Македонија. На неодговорноста на СДСМ и неконтролираната желба да се приграбат до власт по секоја цена се чини им нема крај, а тоа Македонија може да ја чини многу. Почитувани, ајде да збориме што значи да се сака земјата и да се работи во нејзин интерес. За тоа можеби и не постои подобар момент од сега, кога треба да покажеме што значи вистински да се сака сопствениот народ. Денес сепак нема да говорам за минатото, кога многу наши предци го дале својот живот за да го имаме ова што го имаме ние денес. Денес сакам да говорам за она што во овој момент секој од нас е спремен да направи за нашата иднина, за она што нашите деца ќе го имаат утре. Од тука ќе се види кој навистина има патриотизам, а кој има само гола желба за власт. ВМРО ДПМН во изминатите 8 години покажа и што знае, и што може, и што направи за Македонија. Завршивме и почнавме со реализација на многу проекти, повеќе проекти од било која политичка гарнитура која што било когаш во историјата владеела во Македонија. Асфалтиравме и направивме многу улици и патишта. Започнавме со реализација на 3 нови автопати, на неколку нови железнички правци. Изградивме огромен број на водоводи и канализацијски системи. Воведовме и поделивме субвенции за земјоделците, ги зголемувавме платите, пензиите, социјалната помош. Направивме огромен број на спортски објекти, обновивме многу болници, во нив обезбедивме врвна медицинска опрема. Изградивме и обновивме многу нови училишта, обезбедивме бесплатни учебници, компјутери и стипендии за нашите деца. Донесовме и голем број на инвеститори од странство, но ја подобривме и бизнис климата со што се отворија нови погони и фабрики од домашните инвеститори. Креиравме над 130.000 нови работни места. Почитувани, можам со часови да набројувам за илјадниците реализирани проекти на ВМРО ДПМН. Во секоја област, во секој сегмент на живењето, секаде е направено нешто да му се помогне на народот. Тоа е љубовта за која што денес треба да се говори. Тоа е патриотизмот кој што треба да продолжи. При тоа ние не тврдиме дека се е направено и дека при тоа не е направен и по некој пропуст. Но и знаеме дека уште многу треба да се направи. И имаме и програма, и проекти за тоа. Но и енергија, знаење и посветеност за нивната реализација. За разлика од нас во ВМРО ДПМН, целиот народ може да го види патриотизмот базиран на другата страна. Базиран на материјали стегнати на нелегален начин, патриотизам без ниту еден конкретен проект или план кој што ќе го подобри животот на обичниот човек. Патриотизам за кој што самите они кои што ја креираат оваа криза во овој момент биле свесни дека ќе создадат нестабилност во земјата. Таков патриотизам на нас не ни треба. Јас сум сигурен дека и членовите на СДСМ се засрамени од начинот на кој што водачите на нивната партија сакаат да дојдат на власт. Со поценување и уценување на сопствениот народ, со медиумски трикови и манипулации, стратегија која не е базирана на напорна работа, не е базирана на проекти и реална понуда, туку на сплетки и заплашување. Мислат со тоа дека ќе успеат да ги убедат граѓаните дека тие се најдоброто решение за Македонија. Затоа се собравме и овде, да им кажеме дека таа стратегија и стратегијата на нивните политички спонзори од надвор е осудена на неуспех. Народот знае кој што направил за оваа земја и во кого треба да има доверба. Почитувани граѓани, сакам да упатам за крај неколку пораки. Бидете сигурни дека ВМРО ДПМН и владата предводена од нашиот премиер Никола Груевски ќе ја задржи стабилноста на земјата. Бидете сигурни
дека ќе ги реализираме проектите кои што ги имаме ветено. Бидете сигурни дека нема да дозволиме никаков надворешен фактор да си поигрува со нашата судбина. Бидете сигурни пред се во себе. И не дозволувајте да бидете ни малку загрижени за вашата иднина и за иднината на оваа земја. Бевме и ќе останеме обединети и ќе обстоиме како и векови до сега. За нас и за иднината на нашите деца. Господ ја чува Македонија. Да останеме сите силни, обединети и посветени на градењето на нашата иднина. Ви благодарам. Добар ден, Штип! Добар ден за сите вас кои сте денес тука од овој регион. Поздрав за сите што се дојдени од Карбинци, Лозово, Пробиштип, Свети Николе, Делчево, Кочани, Виница, Пекчево, Берово, Каменица и другите населени места. Добар ден за цела Македонија која не следи, која е со нас, која не поддржува. Добар ден за сите наши од диаспората. И добар ден за ВМРО-ДПМНЕ! Трета недела поред одиме на вакви собери, а во меѓувреме нашите партиски структури и истакнати личности ја крстосуваат Македонија. Одат од врата на врата, од село во село, од град во град. Одат со нашите аргументи, со нашите позиции, со нашите идеи и визии, со нашите дела, со нашата вистина, затоа што вистината не е монопол на еден заутан тип во политиката, како што е тој од СДСМ. Туку вистината се идеите, принципите, вредностите во кои веруваш и за кои се бориш. Вистината не може да е креирана и базирана на лаги, на местенки и на монтажи. Сценарио кое за нарачателите има цел дестабилизација, а за извршителите да се доберат до власт која народот на избори одбива да им ја даде еве веќе речиси 9 години. Вистината не е ако некој на сила сака да спроведе туѓа агенда и да сее зла крв, провокации, гнев насекаде. Тоа може да е само вистина за неговата личност и состојба на дух и ништо друго и ништо повеќе. Вистината е во нашиот народ, во сите вас кои во огромен број доаѓате на нашите настани, кои од секаде ширум татковината ни ја давате вашата поддршка и ни велите гласно и стамено: народот е Македонија! И ова нема да им успее на оние кои го смислија. Народот го има крајниот збор, а не група на залутани и очени политичари од опозицијата, кои немаат ронка доблез во себе, туку газат по собствената земја и по собствениот народ. Македонија е на народот и никој нема да им ја одземе насила со никакви сценарија. Македонија е силна, цврста. Македонија е многу повеќе од конструирани пресконференции на една опозицијска партија. Македонија е повеќе од партиите, повеќе од политичарите. Македонија е нејзиниот народ
и никој не смее да се игра со тоа. Драги мои браќа и сестри, овој наш караван го почнавме со една реченица. Што значи да се бори за Македонија? Од тогаш до денеска, од првиот наш настан па до денеска, ние го направивме следното. Пред 2 недели во Скопје најавивме 6 нови фабрики кои ќе отворат околу 4.500 нови работни места низ Македонија. Минатиот викенд во Битола со околу 750 работни места. И тука ги бројувам само оние кои за прв пат се најавуваат, а не и оние кои се веќе објавени и се подготвуваат за градба или пак се градат, како што е, например, Техника од Текстайл овде во Штип, која ја најавивме и за некој месец ќе почне со работа и постепено ќе почне да ги вработува планираните најмалку 600 директни вработувања. И вие знаете дека ние кога ќе ветиме, потоа нема калкулации, нема бегање од ветеното. Ветеното се реализира често и многу побрзо од она што го очекувате. Знам дека малкумина студенти очекуваа на 15 март да ја објавам мерката за купување на таблети со тастатура за оние кои за прв пат запишале 3-та или 4-та година, а нивните родители имаат пониски месечни примања од просечната плата во Македонија. Малкумина од нив очекуваа дека по само 2 дена, законот ќе помине на владина седница, а по една недела и во парламентот. И сега веќе започна реализацијата со тоа што од завчера веќе студентите имаат рок да ги поднесат апликациите. Знам и тоа, дека не многу луѓе веруваат дека ветеното зголемување на социјалните помошти пред 2 недели со план за почеток од јуни годинава, наместо за предвидените 5% да биде за 10%, нема толку брзо да се подготви и најде на владина седница веќе задутре во вторник, а веќе во среда во парламентот. И за можеби најважната мерка, оној пакет, онаа палета на мерки за вработувањето, кој минатиот викенд го објави во Битола, со кое за сите возрастни групи, но и посебно за ранливите групи на граѓани, се обезбедуваат специјални поволности за да се поттикнат нови вработувања и на реализацијата на овој мега проект за отворање на нови работни места. Во владата се работи турбо и за кусо време ќе бидат завршени и пратени во парламентот на Република Македонија. Овој огромен мега пакет за стимулирање на нови вработувања во Република Македонија. Само овој мега проект ќе поттикне можеби 20.000, а можеби и 25.000 вработувања во Македонија во наредните 1 година, откако ќе стапи на сила. А доказ за тоа ни е што само еден мал сегмент од овој вид, кој го практикуваме веќе 11 месеци, веќе вработи 7.400 невработени млади до 29 години. Само еден мал сегмент од овој нов мега проект кој сега го лансираме. Изненадувањето беше огромно и со позитивната бомба за вработување на волонтерите, договорците на дело, вработелите на определено време и слични категории, кои со години го очекуваа тоа. Со специјален закон кој експресно брзо се донесе и се спроведува, а со кој над 3000 луѓе ќе им се обезбеди работното место во јавниот сектор. И јавниот сектор и граѓаните ќе бидат задоволни, бидејќи овие луѓе
веќе имаат искуство и се многу обучени да ја вршат својата работа. Пред неколку дена извршивме ново намалување на цените на 542 лекови. Со оваа системска, реформа во здравството, која во континуитет ја спроведуваме со досегашните 6 намалувања на цените на лековите, офативме околу 4000 лекови, а остварената заштита за пациентите е над 36 милиони евра, кои наместо во джебовите на фармацевските магнати остануваат во джебовите на граѓаните. Сега, само со ова најново 7 намалување на цените на лековите, заштедата ќе е уште за дополнителни 1,6 милиони евра кои остануваат кај граѓаните. Во болниците набавивме толку многу нови апарати и опрема во здравството, што министерот за здравство Тодоров не може да постигне да ги испромовира сите. И уште една работа која што е многу значајна за земјоделците. Драги пријатели, годинава, во јануари и февруари, одредени региони на државата ја зафатија невидени поплави досега, кои направија огромни штети пред се за земјоделците, а и за домакинствата. Македонија била повремено тука и таму поплавувана, но вакви обемни поплави многу одамна не погодиле. Овој регион, особено делот на Чешиново, Облешево и Кочани, но и некои други делови, беше еден од најпогодените региони, заедно со Пелагонискиот. И знам дека многумина претрпеа огромни штети, затоа што ова беа поплави од невидени размери досега. Минатата недела, кога се уште не беа завршени проценките, најавив дека обештетувањето ќе биде високо. Сакам денес да потврдам дека со цел да им се излезе во пресред на луѓето чија земја и имоти настрадаа, владата ќе изврши 100% обештетување за сите погодени, согласно проценката на проценителите, кои на терен ја вршат проценката. Значи, колку што проценителите ќе проценат и утврдат дека имало штета, толку ќе им биде исплатено обештетување на луѓето кои што ја претрпеа штетата. Ете, тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Така работи оваа влада. И затоа никој во овие 8,5 години не успеа да ја сруши и победи. Па мора да се обидува со други методи, со креирани, сечени, лепени, монтирани телефонски разговори со кои треба да се убие вербата кај народот во оваа политичка гарнитура и земјата да се врати. И земјата да се врати во времето на СДСМ. Време кое ќе го паметиме по отпуштањата на 200.000 луѓе од работа, разграбувањето на државниот капитал вреден 5 милиарди евра преку процесот на приватизација кој што си го креира онака како што сакаат. Време на пирамидалните штедилници, на шверцот и така натаму. Но не и време кое можеме да го паметиме по нови фабрики и работни места, или по инвестиции, или градби, или пак зголемување на пензии, социјални помошти или плати во јавниот сектор. Почитувани присутни, во овој регион, во Штип, ја изградивме технолошко-индустријската развојна зона Штип на простор од 208 хектари, создавајќи услови за влез на странски инвестиции и отворање на нови работни места за целиот регион. Како што знаете, веќе во зоната е реализирана инвестицијата на Johnson Controls во висина од 18 милиони евра, каде што работат околу 1500 вработени. Денес сакам да најавам дека добивме информација од компанијата Johnson Controls, дека тие одлучиле да го прошират бројот на вработени до 1700 до крајот на оваа година. Значи уште за 200 работници
до крајот на годината. Тоа е добра вест за Штип. Тоа е како уште една нова помала фабрика. Значи 200 нови дополнителни вработувања за Штип и за овој регион во Johnson Controls постепено до крајот на оваа година. Кога сме кај Штип, како што спомнав, германската Technical Textiles, инвестиција која само во првата фаза е во висина од 15 милиони евра и со која се предвидени најмалку 600 вработувања, не информираше дека во вториот квартал, значи некаде во мај-јуни годинава, поточно за месец и пол до 2 од сега, ќе ја отвори својата фабрика и ќе започне со работа и со вработување на предвидените 600 луѓе кои што сака да ги вработи во фабриката. Кога пред неколку недели бев во Кочани, објавивме дека американската компанија Amphenol во Кочани, каде веќе работат околу 400 лица, донела одлука за префрвање на 6 своји дивизии во Македонија и тоа во технолошко-индустријската развојна зона Кочани-Виница. Висината на оваа инвестиција ќе изнесува околу 20 милиони евра и се предвидени околу 2000 нови вработувања, 2000 нови работни места. Денес сакам да објавам дека во вториот квартал на годината, значи за 2 до 3 месеци од сега, ќе се подготвува и официјално ќе дојде до потпишување на договорот со оваа компанија и веднаш потоа почеток на градба на нивните капацитети и реализирање на новите предвидени вработувања. Добра вест за Кочани, за Зрновце, за Виница, за Блатец, за Каменица и за целиот овој регион. За Виница, каде што веќе се градат 6 нови фабрики во индустријската зона, е значено што холандската компанија РИС, која веќе има вработени, најавува дека ќе има нови вработувања во истата. Холандската компанија Антура, која во Кочани инвестираше 6 милиони евра, досега вработи 100 луѓе, а во наредниот период ќе го зголеми бројот на вработени за уште 200 нови вработувања. Инвестиција која пак е резултат на добрата соработка со странските инвеститори и компании, која веќе ме покани и официјално на 6 мај на отварањето на оваа фабрика. На официјалното отворање. И кога сме веќе кај Антура, дозволете да ви кажам една анекдота што ни се случи. Кога ја донесовме Антура во Македонија, покрај во Кочани, со обзир на земјоделската дејност поврзана со производството на семе за цвеќиња, ја однесовме и во Струмица, имајќи ги во обзир климатските услови таму, но и фактот што се трудиме и таму да се отворат нови работни места, и ме представивме Струмица најдобро што знаеме и умееме. И нели потоа треба да ги поврзиме со градоначалникот, бидејќи освен добре дојде, треба да им влее и сигурност дека ќе имаат сериозен и кредибилен соговорник, градоначалник, и да им најде земја, локација за фабриката и да им ја продаде за веднаш да почнат да ја градат фабриката. И на прв поглед се беше во ред, а сите ние среќни и задоволни. Градоначалникот срдечно ги пречекал и им ветил се што прашале. Најважно им беше да има спремна локација со маркица за фабрика, за веднаш да почнат со градба, бидејќи веќе има многу нарачки кои што не сакаат да ги пропуштат. Добија ветување и веднаш беа однесени на локацијата, а потоа градоначалникот по некој ден ги повика сите локални медиуми на истата локација за да им каже дека тој лично донел инвеститор од Холандија во Струмица, кој ќе гради фабрика и ќе вработи 300 луѓе таму. Токму на таа локација каде дојдоа новинарите поканети од него. Луѓето кои долго работеа на убедување на инвеститорот беа изненадени како тоа одеднаш нивниот труд градоначалникот на Струмица целосно си го препиша на себе. Дел од нив реагираа јавно, но тој остана на тоа цврсто дека тој лично го пронашол и го убедил инвеститор. И добро, баталивме да се расправаме јавно, викаме важно е да дојде инвеститорот и да има вработување.
Кој ги донел, што ги донел, ајде сега да го баталиме тоа. По некој месец инвеститорот ја купи локацијата и тогаш се соочија со карактерните особини на градоначалникот. Иако им ветил локација со маркица за градење на фабрика, бидејќи веројатно немал таква спремна во моментот, не бил подготвен за пречекување инвеститор, за да гради фабрика, без да ги информира, им продал локација за градење на катна гаража и на зелен пазар. Кога дознале, не верувајќи што ги снашло, инвеститорите побарале објаснување од него, а добиле одговор ич да не се секираат, кај да е за 6-7 месеци ќе го смени планот и потоа ќе може да почнат со градба. Кога виделе со кого си имаат работа, кога се пресметиле колку ќе ги чинат тие 6-7 месеци чекање во губење на веќе добиените нарачки, кога веројатно им текнало дека ако еднаш некој ги изважал, може пак да им се случи, рикверц и директно кај Радко, градоначалникот на Кочево. Кој како и преходно ги дочекал подготвен со се што им треба, како и секој сериозен градоначалник. Затоа денес во Кочани се вработуваат невработени, а во Струмица на таа локација се уште има само обична празна земја без фабрика. Тоа е кој за што учил. Со лаги и интриги не се привлекуваат инвеститори, туку со работа, со труд и честен и искрен однос. Жалам само за многу невработени од Струмица, за кои ова ќе беше и шанса и препород. Пред 10 дена и официјално почна со работа ново отворениот капацитет на компанијата Актива Automotive во индустријската зона во Штип, која е кооперант на белгискиот Ван Хул и која веќе вработи Столица, планира уште 200 дополнителни вработувања, а како што дознав, веќе купиле и нови локации за нови производствени капацитети. Практично, фабриката Актива настана како резултат на носењето на Ван Хул во Македонија. Тоа е нашата борба за секое ново работно место во Македонија. Во Пробиштип, каде заедно со локалната самоуправа инвестираме повеќе од 2 милиони евра, во тек е изградба на индустријската зона, која ќе биде готова во август оваа година. Зона со која дополнително ќе се зголемат можностите за инвестирање. Во оваа зона постојат огромни шанси за нова инвестиција, бидејќи во фаза на донесување на финална одлука за инвестирање компанија од автомобилската индустрија, и тоа за инвестиција на 15 милиони евра и отворање на 300 нови работни места. Правиме се што е во наша мок да се реализира и оваа работа, да ја донесеме оваа компанија во Пробиштип. Конкретни инвестиции и дела кои се од огромно значење за целиот источен регион. Дела за кои е вложен многу труд и ангажман од владата и од општините во овој регион. Денес сакам, почитувани присутни, да објавам една сосема нова инвестиција со дозвола на самата компанија со која работеше министерот Джери Наумов. Денес можам да објавам дека компанијата Кондево од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи за бойлери и добавувач на светски познатите производители на бойлери, не информираше дека донесе одлука за инвестирање во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Инвестицијата во вкупна вредност од над 40 милиони евра и минимум 250 нови вработувања во период од 5 години. Компанијата ќе ја применува најновата технологија во оваа област и ќе финансира во тренинг на своите вработени со цел да се обучат за производство на нивниот нов патент производ на светскиот пазар. Подпишувањето на договорот е во владина процедура и компанијата планира да започне со активностите за градба во текот на наредните 3 месеци,
ова е уште една добра вест за Штип, но и за целиот овој регион. Кон дево од Италија. Драги пријатели, ова се резултатите од нашата работа, од нашата посветеност за отворање на нови работни места за граѓаните од овој регион и намалување на невработеноста. Ова се работи кои секој ги гледа како што се гледа и веќе од почнатата изградба на автопатската делница помеѓу Скопје, Свети Николе и Штип во должина од 47 километри, инвестиција која ќе биде завршена до 2017 година. Капитална инвестиција за целиот исток, на која во огромен број работат македонски работници и македонски фирми. Истовремено, вршиме и реконструкција и рехабилитација на патниот правец Велес-Кадрифаково, со вкупна должина од 26 километри во висина од 14 милиони евра, што ќе биде завршено до крајот на оваа година. И ова е нешто што секој може да го види. Кога сме кај патната инфраструктура, сакам да истакнам неколку битни работи за целиот регион. Во април почнуваме со градежни работи за надградба на патната делница Карбинци, Зрновци, Виница, во должина од над 10 километри и вредност од околу 1 милион евра. Обезбедивме финансии во вредност од 43 милиони евра за изградба на експресен пат Штип-Кочани, како комплетно нова траса со 4 ленти во должина од 26 километри. Почетокот на градежните работи започнува во втората половина на оваа година и комплетно ќе се реализира до крајот на 2017 година. За патниот правец Кочани Каменица Делчево, кој е во должина од 30 километри, кон крајот на годината започнуваме со градежни работи за темелна реконструкција и модернизација на патниот правец, со проширување на кривините и исправање на критичните точки на патот, и ова е инвестиција во вредност од 10 милиони евра. Правиме напори и во двабока фаза сме на обезбедување средства во висина од околу 60 милиони евра за изградба и на експресниот пат од Штип до Радовиш со 4 ленти и должина од околу 40 километри. И ако се оди како што треба, планот е кон крајот на следната година да се започне со инвестиција и реализација на овој проект. Во овој регион, досега само во изминатите 4 години, реконструирани, реновирани и модернизирани се 42 локални патишта и регионални патни правци во вкупна должина од 127 километри и вкупна инвестиција од околу 14 милиони евра за локални и за регионални патишта во Штип и во овој регион. Се реализираат и се во фаза на реализација и проектите во висина од 5,8 милиони евра за изградба и реконструкција на патната инфраструктура во истокот, обезбедени од Светската банка и Европската банка за обнова и развој, од кои само за Штип се наменети од овие 5,8 милиони евра 1,4 милиони евра. Пред 10 дена започната е изградбата на гасоводната мрежа од Кумановско Клечовце до Штип во должина од 60 километри и инвестиција од 75 милиони долари. Наскоро Штип ќе добие газ и во индустријската зона и овдека во градот и на сите места каде што ќе поминува овој гасовод. Проект кој е од особена важност за стопанството, но и за граѓаните, бидејќи можноста за користење на гасот во домакинствата ќе значи и понески сметки за струја и понески сметки за грејење. Продолжуваме со инвестициите за изградба на водоводна и комунална инфраструктура. Во Виница отпочната е реконструкција на водоводната мрежа во село Платец, која очекуваме да заврши во септември. Во Кочани во тек се градежни зафати за одвојување на фекалната од атмосферската канализација. Во Пробиштип, во јуни ќе почне процес за подобрување на системот за водоснабдување, а во октомври и ноември изградба на водоводната мрежа и канализација.
во Свети Николе и Пекчево, во септември и октомври започнува изградбата на канализациони мрежи. Во Берово, во јуни и јули, отпочнуваме со изградба на дел од главен колектор за викенд на селбата Беровско езеро, а во август и септември со изградба на водоводна мрежа за село Ратево. Сите заедно, само овие проекти вредат околу 3 милиони евра за овој дел од Источна Македонија. Во здравството во овој регион само во последните 2 години реализиравме над 100 нови вработувања на лекари и на медицински персонал и обезбедивме десетина нови возила на итната медицинска помош. Само во Штипската болница е набавена медицинска опрема во вредност од 5 милиони евра, како што се апарат за компјутерска томографија, магнетна резонанца, ангиограф, нова опрема за автоматолошкото оделение и акцелератор за зрачна терапија, за кој во завршна фаза е изградбата на просторот во кој ќе биде сместен. Во општата болница во Кочани е извршено реновирање во вредност од околу 10 милиони денари и набавена е опрема за над 20 милиони денари. Реконструиран е и здравствениот дом во Делчево и здравствената станица во Македонска Каменица. Во Штип од 2013 успешно функционира интервентната кардиологија, со што градот прерасна во регионален центар за кардиологија. Проектот Рурален доктор се спроведува на 4 пункта во општина Карбенци и на 4 пункта во Чешиново Облешево, каде е отворена и веќе функционира и аптека за населените места до 3.500 жители. Во рок од 10 дена ќе биде објавена концесија за подвижна аптека и за Карбинци и над 25 мали населени места и села во општината. И за Чешиново Облешево, со која ќе бидат офатени 15 помали населени места. Говорејќи за здравството, знаете дека веќе е распишана првата фаза од тендерот за изградба на нова клиничка болница во Штип. Денес сакам да информирам дека се комплетираат процедурите и веќе за 20 дена ќе биде распишана и втората фаза преку која ќе биде избран најповолен понудувач за изградба на болницата во Штип, што се очекува да започне веќе во јуни или јули оваа година. Целиот источен регион ќе добие нова клиничка болница која ќе се простира на 30.000 метри квадратни. Нова клиничка болница во вредност од 34 милиони евра. Проект кој се однесува на повеќе од 200.000 жители од сите општини на овој регион. Драги пријатели, посебен однос имаме и кон пензионерите. И за нив реализиравме голем број на проекти. Од овој регион, досега 3900 пензионери досега го искористија правото на бесплатно банјско-климатска рекреација, од кои 1110 се пензионери од Штип. Од оваа година, уште 650 пензионери, од кои 190 се од Штип, ќе одат на бесплатна бања, а 360 пензионери од регионот, од кои 100 од Штип, веќе се вклучени и во проектот кој го стартуваме оваа година за бесплатен туристички викенд за пензионерите. Во рамки пак на проектот за отпис на долгови, досега на 660 семејства од овој регион им се изработени решенија во вредност од околу 1 милион евра, а во идниот период и останатите семејства кои ги исполнуваат условите ќе ги добијат решенијата. Драги пријатели, пред 8 години тука во Штип, како што преходно дадовме ветување, го пуштивме во употреба новиот универзитет Гоце Делчев, кој денес представува врвна високообразовна институција со повеќе од 19.000 студенти. Универзитет кој го препороди градот. Посветени на подобрувањето на условите за настава во овој регион, изминатиот период извршивме изградба и реновирање на 55 училишта. Изградивме 8 спортски сали,
повеќенаменски игралишта, 8 повеќенаменски игралишта, 5 фудбалски терени. Проекти за кои досега се инвестирани повеќе од 9 милиони евра. Средства, од кои само во Штип беше извршена реконструкција на 8 основни и 4 средни училишта, изграден е фудбалскиот терен во спортскиот центар Суитвак, 2 повеќенаменски игралишта во населбите Автокоманта и Мазги, изградена е спортската сала овде во Сењак. Проекти и дела за младите штипјани, за едината на Штип. Посебно внимание обрнуваме на лицата со социјален ризик и се трудиме на секој начин да ја подобриме нивната положба. Во овој регион во Штип досега изградивме и предадовме на семејствата 91 социјален стан и опремивме 40 стана за деца без родители, а во Берово изграден е 51 социјален стан. Оваа година планираме да се започне со изградба на нови социјални станови во овој регион, и тоа во 48 стана во Пробиштип, 39 во Виница, во Пекшево 34, во Свети Николе 54 и во Кочани 43 стана. Тоа е нашата борба за секое семејство. Во овој регион се легализирани и над 16.000 дивоградби, од кои над 6.500 само овдека во Штип. Почитувани присутни, денес сакам од тука, од Штип, од градот од кој произлегле многу великани, кои со сите сили се бореле за Македонија. Се бореле за Македонија и за својот народ. Да објавам и една нова работа. Нешто што го најавивме пред околу една година, пред изборите, но еве, дојде време и тоа да го реализираме. Да објавам уште една мерка, која ќе значи унапредување на стандардот на многу семејства. Тоа е мерката усогласување на платите на униформираните и овластените лица во МВР со платите на униформираните и овластените лица во царината. Ова долго години со право го очекуваа униформираните и овластените лица во МВР. Во периодот од април 2015 до декември 2017 ќе се зголемат платите на униформираните и овластените вработени во МВР. Со што до декември 2017 тие ќе се изеднашат целосно со платите на истите во царината. Вкупното зголемување на платите за периодот април 2015 декември 2017 ќе изнесува околу 15 до 20%, односно по околу 3.000 денари по работник месечно. Мерката почнува да се применува веднаш, односно со исплатата на платата за април 2015 што ќе се исплати во мај. Платите што ќе се исплатат во мај ќе бидат повисоки од исплатените во април за околу 4 до 5%, зависно од стартната основа. Со оваа мерка ќе бидат офатени околу 10.100 униформирани и овластени лица во Министерството за внатрешни работи. Тоа им го ветивме, тоа го остваруваме и благодарност до македонската полиција, до сите припадници на безбедносните сили, што се грижат за Македонија и што ја чуваат нашата држава. Ние сме должни кон нив и благодарни за тоа што го прават. Ова е она што им го ветивме и почнува неговото остварување веќе од следниот месец. Тоа е ВМРО ДПМН. Нека им е Ирлија. Драги пријатели, на 650 земјоделски стопанства од истокот им помогнавме во набавка на трактори и земјоделска механизација, покривајќи 50% од трошоците. Ја реализиравме првата фаза од еден од најголемите проекти во Источна Македонија, хидросистемот Злетовица,
со кој трајно се решава проблемот во водоснабдување на повеќе од 100.000 граѓани. Инвестиција во вредност од 100 милиони евра. Проект со кој во втората фаза е предвидена и изградба на систем за наводнување на околу 4.500 хектари земјоделско земјиште, а во третата фаза и изградба на објекти за производство на електрична енергија. За земјоделците од овој регион, во изминатите 7 години, имаме исплатено повеќе од 90 милиони евра субвенции, од кои 20 милиони евра само за Штип и Штипско. Подршка каква што не паметат земјоделците преходно од овој регион, за кој секогаш сме тука да разговараме, да решиме некој проблем, но и да помогнеме. Онака како што излеговме во пресвет на сточарите, одгледувачите на овци од овој регион, кои се соочија со сериозни проблеми од болеста син јазик, а за кои дефиниравме мерка за исплата по 4.000 денари по грво, која во наредните месеци ќе биде исплатена на секој сточар кој пријави загуба. И оваа година земјоделците од овој регион ќе добијат нови 15 милиони евра по основ на земјоделски субвенции. Само оваа година. Почитувани граѓани, тоа значи да се бориш за Македонија. Да создаваш, а не да разрушуваш. Да ја градиш државата, а не да газиш по низиниот образ. Да помагаш, да создаваш нови работни места, да отвараш фабрики, инфраструктурни објекти, да инвестираш во образованието, во здравството, земјоделството, да покачуваш плати и пензии, социјални помошти, а не како овие од опозицијата, да соработуваш со секакви структури, да нудиш се и се што, душата да си ја продаваш, за да оствариш своја цел која нема никаква врска со интересот на државата и на народот, да го рушиш имиджот на земјата, да прифатиш да бидеш инструмент на странска служба, која ти сервира снимени, па монтирани, лепени, сечени и креирани телефонски разговори на луѓето која добиле довербата од народот. Но очигледно на некоја странска служба тие луѓе не ја одговараат. Тие што им одговараат на народот, на странската служба не ја одговараат. Кажав само дел од делата кои сме ги создале за Штип и за овој регион во Источна Македонија. И ние тука нема да прекинеме. Нема да застанеме. Се бориме за секој наш град, за секое наше село, за секое наше семејство, за подобар живот на нашите сограѓани. И таа борба ќе ја продолжиме. Македонија ќе успее. И сите ние ќе бидеме горди на успехот на нашата генерација. Ги гледам се мачат од петни жили да одработат, да наштетат, да исконструираат нешто. И се нешто се закануваат, се силаат, се удираат во гради, колку тоа срамно изгледа. Па токму таквото нивно однесување покажува многу јасно дека тие се крајно исплашени, дека се конфузни, дека се во хаос, затоа што сваќаат дека ова не им проаѓа и покрај сето нивно силење, и покрај агресијата која ја демонстрираат. Тоа се само ситни души, кои тргнаа против сопствениот народ и против сопствената држава и ништо повеќе од тоа. Тие знаат дека се прочитани, но мораат да се храбрат. Па така ги слушам најавите и најавуваат се и се што. Па долго ќе траево, па ќе држеле собери низ градовите и ќе настапувале порадикално. Ова заев се силе пред неговите неодамна, па кој знае кој ќе објавеле и ние демеко тоа треба да се уплашиме и да прифатиме дека со сечените, монтираните и креираните телефонски разговори ние треба да се повлечиме и на соработникот на странските служби, без избори и без народна волја, да му ја дадеме државата да ја раководи и да ги решавал, како што вели тој, големите прашања.
а на странската служба да ја го направиме меракот и да ја реализираме нивната цел. Ние знаеме што правите и за кого и за чии интереси работите. Народот не ви се плаши. Народот ве прочита и ова не поминува. Македонија знае да ја препознае разликата и да види што правите. Драги браќа и сестри, пред некое време овој од опозицијата се обиде да направи конструкција и класична манипулација поврзана со изградбата на автопатите и нашите намери да изнесуваме пониски цени и најповолни услови за државата, да ги прикаже како нешто друго, со цел да не компрометира, што е лага и долна конструкција. Оттука о Штип сакам да му порачам. Џабе пробуваш да не оттргнеш од проектите и делата кои ги градиме за Македонија и за нашиот народ. Не само што ќе се градат во исто време 3 автопати, како никогаш до сега, туку ќе се гради и 4 автопат во исто време. Автопатот меѓу Гостивар и Кичево, затоа што тоа е иднината на нашата држава. Голема инфраструктурна мрежа, патишта, автопати, водоводи, канализациони мрежи, нови училишта, болници. Тоа го правиме и ќе го правиме и никој нема да не запре. Ќе продолжиме да работиме за нашата држава, за нашиот народ, за граѓаните на Република Македонија. Никој нема да не запре. Знаеме ние дека тоа е целта. Дека меѓу другото и тоа ги боли. Зошто одиме напред? Зошто земјата се гради? Зошто фабрики почнаа да се градат? Тоа им пречи. Некој очигледно не сака Македонија да оди напред. И што измислил? Да го искористи човекот и луѓето околу тој човек, кој многу лесно може да им помогне. Ние нема тоа да го дозволиме. Проектите ќе продолжат. Има се поголем број на инвеститори кои сакаат да инвестираат. Набрзо ќе соопштиме уште. Тоа значи нови работни места. Тоа значи помош за македонската економија, ангажман на домашни компании, директна помош за македонските семејства. Слушам во последно време, се почесто се зборува дека ова што го прават не им проаѓа кај народот, ќе пробале да инсценираат и да искреираат случај кој ќе разгори меѓуетнички тензии. Мора сите да бидеме максимално присебни и да не дозволиме да го направат финалето за кое оваа нивна операција е измислена. Да не дозволиме да не закрват ниту по политички, ниту по верски, ниту по етнички основи. Тука мора сите заедно да помогнеме во тоа. Да се разговара со нашите пријатели, со нашите соседи, со сите наши сограѓани. Да не дозволиме да успеат во сценариото што тие го исконструирале. Институциите ќе направат максимум такво нешто да не се случи и стабилноста да обстои и ќе обстои. Замислете, драги пријатели, Зоран Заев се обрати до членството на ВМРО ДПМН минатиот пат. Еве ве прашувам, дали вие сакате да му се обратите нему на Зоран Заев? Македонија го дава овој одговор. Македонија го даде својот одговор. Овој одговор го слушаат сите насекаде. Народот е на наша страна и тоа е нашата најголема сила. Народот во Македонија. Да живее македонскиот народ. Да живеат граѓаните на Македонија. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави.